Скопска апелација ја укина првостепената пресуда за случајот Трезор и му го врати предметот на кривичниот суд за повторно одлучување. Прво обвинет беше екс-директорот на УБК Сашо Мијалков, кој лани беше осуден на 8 години затвор. На затворски казни беа осудени и шефот на неговиот кабинет Тони Јакимовски, поранишниот началник на петата управа во МВР Горан Груевски, на кого му се судеше во отсуство, и поранишниот помошник министер во МВР Небојша Стајковиќ. Апелација констатирале суштествени повреди на одредбите од Законот за кривична постапка сторени од страна на кривичен при постапувањето во овој предмет, со што се доведува во прашање фактичката состојба и правилната примена на кривичниот законник. Сите жалби кои ги поднала одбраната, апелациониот суд ги уважил. Апелациониот суд Скопје известува дека постапување по кривичниот предмет КОКЖ 100/21 во јавноста познат како Трезор, по одржана јавна седница донесе решение со кое ги уважи жалбите на обвинетите СМ од Скопје, ГГ од Скопје, НС од Скопје и ТЈ од Скопје, изјавени преку нивните бранители, со што ја укина првостепената пресуда и предметот го врати пред основниот кривичен суд на повторно постапување и одлучување. Инаку случајот Трезор се однесува на злоупотреба на средствата од буџетот на државата за набавка на електронско-комуникацијска опрема за потребите на петата управа при УБК и обука за нејзино користење од фирма од Велика Британија.